5 лица загинаа, 26 се повредени, откако словачки автобус се преврте на автопатот Белград-Ниш во близина на Алексинац. Несреќата се случила додека туристите од Словачка се враќале од Крв Грција. Екипите на брза помош згрижиле 26 патници, додека 5 мина патници останале заробени под превртениот автобус. Судир меѓу мигрантите од бегалскиот камп наречен Џунгла во Кале, Франција, и полицијата откако мигрантите почнаа да фрлаат со камења по возила на автопат. Некои дури се обидоа насилно да влезат во возилата за да стигнат до Британија, при што полицијата се обиде да ја растера толпата со солзавец. Во судирот, кој вклучуваше 200 до 300 мигранти, немаше повредени, а најмалку едно лице беше уапсено. Немирите предизвикаа блокада на тунелот меѓу Британија и Франција. 6 јордански војници загинаа, 14 се повредени, откако автомобил бомба експлодира пред камп за бегалци во близина на границата на Сирија со Јордан. При нападот беа уништени и неколку возила. Со интензивираните борби во Сирија, популацијата во бегалскиот камп во Рагбан се зголеми за неколку илјади од минатата година и во моментов вклучува околу 50.000 луѓе. Протестите во Мексико продолжуваат. По вчерашните инциденти кога загинаа 8 лица, а 50 беа повредени, професорите и нивните поддржувачи се вратија на улиците на Оахака, Мексико. Демонстрантите протестираат против реформите во образованието, кои стапија на сила пред 3 години. Реформите предвидуваат тестирање на професорите со цел да се подобрат стандардите на предавање во земјата.